под собата на воспитувачите. На, дзирни се малку. И ти си малку убав. Скопје и нема да пееш. И тебе ќе те земат во хорот исто како и мене. Потврди брат. Да, тој е член на училишниот оркестар. Пред секоја приредба ги мести столчињата. Ај, чудо, кога ми пораснале две уши? Одби чудовиште. Ке ми поцрни огледалото. Малку си блед, диши длабоко, значи 1, 2... Имаш ли трема? Да. Еј, чешо. Биберче, тој е во раците на познат фризер. Косата на патец. Шишки на целото. Тоа е сега модерно. Соба број 7. Денес е наш ден. Ау, огромна и зелена како твојата глава. Преврти ги тиганиците. Треба да се пржени од обете страни. Ау, ситно бостанче за фенерче. Жено, појадокот. Пилињата само што не задживкале. Джив. Не, остави една поголема и позрела за персоналот. Олели! Ти реков дека е зелена. Тетко Драго, тетко. Тетко. Изгореа тиганиците. Успеав да спасам само една. Ти рекол да си го гледаш тавчета, а? Не се става во секоја манџа црвен пипер. Деди, на што чекаш? Летувалците се нестрпливи. Браво, Николце, браво. Одличен беше. Супер беше. Да имав апаратче да те чкрапнам. Сила си ват Николче. Ајде се право на појадок, 9 лепчиња со маргаринче. Не можам толку. Симона е дежурна, ке ти се заслала парченцата на мачка ми со низиното раченце, а? Бело како симитче. Стојте, вчера се поздравив со Симона. Вели раченце. Не знае човек дали се ракува или пеперутка му слетала на раката. Прости му, постојано се извинувам за неговите глупости. Детството ми помина. Ако ти помине и апетитот, дај ми го твоето јадење. Бранко, завиткај го нашиот поедок. Јас и Николче имаме друга работа. Договорено? Договорено. И? Ајде поживо. Насмејте се. Хеј! Так. Точката е добра. Настапувате веднаш по чапачето. Каде е тој? Што правиш ти тука? Одма ваму. Ајде уште еднаш.
Вие сте навистина неразбрани. Ви рекол вашата точка нема да оди јасно? Мене ми е јасно, ама тој има дрвена глава. Полно сум со трикови. Знам да лаам како овца. Ау, ау. После знам да урлам како слајче. Ау! И да мјаукам како слон. Мяу, мяу. Ме запишевте ли? Да, ама за рапорт кај управникот во 11. Ајде, сега ке... Браво, Токоле, браво! Ајде уште еднаш. 1, 2 и... Оле! Има еден прст прашина. Кој беше хигиеничар, ќе го скршам. Мислиш ке дојде? Ние чекаме. Што ти е тоа? Те интересира? Имам 5 капота. Правам фигурки од сапун. Тоа е меки и лесно се длаби. Ки ти изветри лепакот. Како е подобро, прво камчињата или школките? Измешај ги школките и камчињата. Така ќе добиеш мозаик. Си земал репет, а? Не, тој е делот на моите двајца другари. Дојди попладне во седумката и прашај за Бранко. А ти како се викаш? Горда. Може ли да ги протегнат нозете? Се здрави. Тивко, лежи молчи. Доста бе, мајмун, не си во пештера? Додека чекам да ја украцам околината. Каде е управникот? И ти го чекаш управникот? А, знам, те викнал на кафенце. Колку е часот? По едно 5 минути до 15 до 7. Не можам да чекам, брзам. Како се дава знак за автостоп? Ќе застанеш покрај патот и најдобро да се скриеш под некоја грмушка. И вака ги го мафтеш палецот. А турбичката ќе си ја ставиш на глава.
Професоре! Добриот збор и железни врати отвара. Сосема точно. Може едно сладко за освежување. Не, благодарам. Само чаша студена вода. Моето блокче за казни, не го употребувам. Знаете, јас на луѓето им приоѓам со добар збор. Во мојот реон нема проблеми. Ви верувам, но знаете, ова е малку специфичен случај. Нашето девојче има само 12 години. Благодарам. Значи, добриот збор... Знам, железни врати отвара. Не. Добриот збор не е доволно само да се каже. Тој треба да се чуе, да се разбере. Ајде, почнете со пакувањето. Ви давам рок до 18:00. Знаете, во кампот нема слободни места, па... Другар Кокан, ни го скратувате времето за селење? Да, се скратува и времето на мојата страпливост. Здраво. Симонче! Симонче, ние со тато ќе одиме, а вечер ќе ти се јавиме. Добро, мама. Кукла, мајкина. Здраво, сине. Здраво. Бараш пиленце. Јас сум сгрешил собата. И собата и орманчето. Името кажи го. Ќе го кажеш овде или пред целиот строј? Спирко. Спирко Јовановски. Спирко, зошто крадеш? Да го пријавиме. Ќе ми избркаат. Затоа требаше да мислиш порано. Води не таму каде што ги чуваш украдените предмети. Добро, пушти ми ја раката, ме боли. Нема да избегаш? Нема. Ви се оладиаме киците. Не е важно, пленот е се уште топол. Овде. Еј, ама е темно овде. Ајде кажи каде се. Дај. Еј, цело богатство. Не си губил време, а? За ова знаеме само ние тројца. И нека остане меѓу нас. А ќе размислиме како ќе ги вратиш. Од денес, ако исчезне и врв од игла, ќе знам дека си ти.
Одам да ја раскажам на Маргарита. Крв. Ништо. Си се пресекол на стакло. Јави се во амбулантата. Тие имаат вишок енергија. Ке ги видиш мирни како јагниња, сето летовалиште го превртија наопаку. Пргави момчиња. Па да им дадеме некоја конкретна задача. Не помага. Уште првиот ден им одредив казна. Лупење компири. А после ја чистевме плажата. Третиот ден бев дежурен кај мјалникот, а денеска... Јас отидов на пазар со економот. И? Не се изморивте? Ни најмалку. Стално се сетивме за нови трикчиња. Најдете некој решение. Сега магла. И друг пат чекајте ме пред врата. Јасно? Па таму чекавме управниче. Ако ја влегуваш овде. Биберче дојде да си ја земе турбата. Прашуваше како се автостопира и кажуваше некои други смешки. Излегувајте. Ало, милицијска станица. Командирот ве молам, итно. Ало, се јавувам од детското одмаралиште. Едно наше дете заминало самоволно. Не знам. Веројатно во правец на Скопје. 8 годишно. Да. Мислите заминал? Тие растат побрзо од што мислиме ние. Топол ден за пешачење. Чичко, жеден сум. Во летовалиштето имаш вода колку што сакаш. Не требаше да поаѓам. А зошто? Утре горскиот оган, таму ќе треба да кажам стихотворба. Па како ќе ја кажуваш кога си заминал и тоа без поздрав? Сакам да се вратам. А како? Па со автомобилот. Добро, може. Патем, ќе те преслушам за стихотворбата. Колку строфи има? 8. Многу. И велиш ја знаеш на памет. Ќе потече како вода, а? Чичко, мене ми се пие вода. А сладолед може? Може. Бибер ќе се враќа во приказните. Вози до првиот автомат за сладолед.
Немој со алкохол, ке пече. Мора. Каде е другарка ти Маргарита? Немам поима, таа е твоја другарка. Беше порано. И што најде на неа? Симпатична. Постара цели 2 години, а ти зјапаш во неа. Си се залепил како сенка и газиш по стапките. Ке гледам во кого сакам. Преврзувај и молчи. На Дуенко. Таа има момче во Скопје. Секој ден му пишува разгледници. Што, сакаш да се скараме? Скарани. Кога да дојдам на преврска? Утре попладне. Мојот стрип. Еве го моето огледало. Мојата гума. Мојата чи. На Филип Петрески за 9-тиот роденден од Нечитко. Биберчи, башчелик! Ветувам награда. Кој ќе го прејави ова гласиште ќе летува уште една смена.